Ширењето на големата кашлица го вклучи алармот кај родителите. Стравот од болеста која се карактеризира со силно и вознемирувачко кашлање и трае по неколку месеци, како и забраната за прием во градинка, го зголеми интересот за вакцинација со Дитепер. И денеска вакциналните пунктови во Скопје беа полни. Родителите се загрижени, велат спасот го гледаат само во вакцината, но според нив главни виновници за тоа што има епидемија од голема кашлица се оние кои не си ги вакцинираат своите деца на време или кои се против вакцините. Имаме пропуштена вакцина затоа што ни се поклопи во периодот со претходната вакцина, а кога беше време за оваа вакцина, па имаа сипаници во тој период девојки и заради тоа сега нели со ново малата, значи да, оди во градинка. Со големава кашлица не е нешто сериозно. Меѓутоа од сите така наречени антиваксери, ради тоа стигнавме до тука. Сте исплашени од ова што ви се случува сега? Сега за сега не, ама најавите се да се плашиме. Вакциналните пунктови продолжуваат да работат двосменски плюс во сабота, се со цел да се вакцинираат што повеќе деца. Педиатрите апелираат дека вакцинацијата е број 1 мерка, што може да ја спречи епидемијата. Со 80% од бројкиве веќе изминатава цела недела како стана актуелни случаите со пертусис, се дечиња кои што испуштиле редовната ревакцина. Дали денеска ви дојде некој што воопшто нема примено вакцина па да почне сега со Дитепер? Да, и вчера и денес имаше такви дечиња. Кај нив имаме посебен протокол на вакцинирање, се вакцинираат по кетчап календар, кој што исто така е објавен и можат родителите да се информираат. На Министерство за здравство го има и на вакцинација МК, календарот за кетчап имунизација и во принцип треба да се надополнат пропуштените дози на месец дена растојание, кои што се вкупно 3. До сега потврдени случаи со магарешка кашлица се 26 пациенти, но имунолозите алармираат дека таа бројка е многу поголема од реалната. Од Комисијата за заразни болести велат дека најголем дел од заболените лица се невакцинирани деца, но меѓу потврдените случаи има и вакцинирани. Има и некомплетно имунизирани. Инаку Комисијата пред 4 дена донесе препораки за прогласување на епидемија на територија на град Скопје. Но и децата кои не се вакцинирани со Дитепер да не одат во градинка. Техничкиот премиер досега не најде време да закаже владина седница за да се даде зелено светло за препораките на Комисијата, каде треба да се прогласи епидемија во главниот град.